Кипарскиот филм Држи се за мене, кој го отвори петото издание на фестивалот Преку езерото, ја доби Гран при наградата за најдобар филм на Медитеранот. Одлуката ја донесе трочленото меѓународно жири: Мирослав Митич, српски продуцент, Елеонора Велнинова, македонска режисерка, и Емили Ришел, француска филмска програмерка. Thank the programming team for selecting the film and showing it to the audiences in Macedonia. And of course the jury for giving us this award. This means so much to us. Специјално признание од Советот на фестивалот доби иранскиот филм Коцкарот за исклучително креативно достигнување и вонредни продукциски околности, издржливост и посветеност, остварени во особено тешки продукциски услови во време на актуелна војна во Иран. За најдобра кинематографија на медитерански филм, меѓународното жури му е додели наградата на Душан Кардалевски за филмот Кома. Голема благодарност до Агенцијата за филм, што ни овозможни средства да го снимаме прекрасниот филм Кома. Потоа голема благодарност до селекторот на фестивалот кој најде поглед да го види овој филм и да го донесе на овој фестивал, Златко Гилевски. Потоа до директорот Јани Бојаджи, кој ни овозможи оваа цела церемонија да се овозможи. Гостинот на фестивалот од Белгија и Ани Крение се закети со признанието за најдобар актер за улога во филмот Одразот во мртвиот дијамант. To be a best Mediterranean actor because I'm coming from the North Sea, but it was a unique experience to play in the movie of Hélène Caté and Bruno Fozzani. I'm very proud of that. Thank you so much. Наградата за најдобар режисер на Медитеранот ја понесе српскиот режисер Александар Радивоевич за Кармадона. Специјално признание му се одаде и на филмот Чекајќи го возот од Словенија, а најдобар медитерански краток филм беше Антигона на Ибердеари и Мирса Табази. Директорот на фестивалот Јани Бојаджи очекува уште поголема поддршка следната година, бидејќи според него Преку езерото пополнува 35 годишна празнина во културно-уметничката понуда на југоистокот. Значи во Охрид 66 години се вложуваат милиони евра и се носат најголемите уметници од целиот свет за да заживе Охрид како културно средиште. Сега е ред и овој дел од Македонија да го добие својот дел, општеството да инвестира во развојот на културни уметнички содржини, ако воопшто имаме идеја да развиваме туризам. Петото фестивалско издание, кое траеше од 8 до 15 јули во Дојран, Струмица и Гевгелија, го затвори градоначалникот Илија Тентов.